Следите ново издание на регионалните вести. Со информациите продолжуваме веднаш. Државниот инспекторат за животна средина донесе одлука за затварање на Југохром, поради непочитување на крајниот рок за поставување на филтри на оджаците, кој истече вчера. Ова одлука ја соопшти министерот за животна средина Башки Мамети, кој денеска оствари средба со градоначалничката на Тетово Теута Арифи. Одлуката за затворање на Југохром е донесена откако утринава Државниот инспекторат за животна средина по посетата на печките во фабриката. Утврдил дека комбинатот работи без филтри, иако последниот рок за поставување на ваква еколошка опрема истече вчера. Министерот за животна средина Башки Мамети вели дека тешко било да се донесе ваквата одлука, но здравието на граѓаните, како што рече, е пред се. Не било лесно да се иницира ваква одлука, имајќи ја предвид социјалната компонента и важноста која што ја има работата на овој комбинат за вработените во фабриката, меѓутоа за нас пред се е најважно здравието на граѓаните. Одлуката за затворање на Југохром министерот Амети лично ја соопшти на градоначалничката на Тетово Теута Арифи. Таа минатиот месец побара комбинатот да не работи во зимскиот период кога е незагаден воздухот. Ги поздравуваме сите активности превземени денеска од страна на инспекторатот и сметаме дека ќе има поширока рефлексија и разбирање на фактот дека навистина треба да се оваа прашање гледа како прашање на интересот на сите граѓани кои живеат во Полошкиот регион. Печките во Југохром и денеска чадеа. Конечната одлука за затворање на комбинатот треба да ја донесе владата. Од раководството на Југохром велат дека изградбата на филтер станицата се одолговлекувала поради сложените процедури околу добивањето на дозвола за нејзина градба. Како што истакна од комбинатот, до владата имаат поднесено барање уште еднаш да им се продолжи рокот за изградба на станицата, чии темели се веќе поставени. Општина Гостивар промовираше инфраструктурни проекти во селата Беловиште и Лакавица. За нивна реализација биле потрошени над 8,5 милиони денари од општинскиот буџет. Во последната агенда за промовирање на инфраструктурни зафати на локалната самоуправа на Гостивар се најдоа селата Лакавица и Беловиште. Во овие две населени места општината реализираше проекти за уредување на улици, тротоари и јавно осветлување. На регионалниот пат што го поврзува Беловиште со Гостивар во должина од околу 650 метри изграден е тротоар за поголема безбедност на пешаците, проширен е коловозот, а поставено е и соодветно осветлување. И од денеска граѓаните на ова населба може слободно да се движат, може да кажеме со градење на овој тротоар дека Беловиште е пред населба на градот Гостивар. Во Лакавица изминатиот период се работело на поплочување на 4 улици со бекатонки во вкупна должина од 600 метри. Денеска сме во село Лакавица, така како што имаме предвидено нашата предизборна кампања, имаме реализирано 4 улици со бекатонка и сега ова село е многу близко до градот, имаме поправено доста инфраструктурата и имаме правено услови овие жители во ово село да се бават со фамилиарниот бизнис. Во реализација на инфраструктурните проекти во селата Беловиште и Лакавица биле инвестирани над 8,5 милиони денари. Зголемен процентот на домаќинствата во земјава кои имаат пристап до интернет од дома, покажува најновата статистика на Државниот завод за статистика. Покрај компјутерите, луѓето се почесто ги употребуваат паметните телефони за користење на интернет. Со развојот на технологијата се повеќе се наметнува потребата од користење интернет. Неговата употреба станува секојдневие со оглед на тоа дека интернет конекција има речиси секое домаќинство, а покрај на компјутер често се користи и преку паметните телефони. Социјалните мрежи, читање онлайн весници, слушање музика, гледање видеа, филмови, игри и слично се најчестите активности на корисниците на интернет. Денот се започнува со интернет и проверка на имејл адреси, социјални мрежи и слично, посебно за оние кои поголемиот дел од работните обврски им се поврзани со ваков вид на комуникација, како што се на пример луѓето кои работат во невладиниот сектор, објаснува Сретен Коцевски од невладината организација Институт за развој на заедницата.
Секојдневно сме бомбардирани од голем број на информации кои што доаѓаат преку социјалните мрежи за најразлични работи. Стануваме на некој начин зависни од тоа, дека сакаме да имаме информацијата во моментот и некако да се доведовме у ситуација дека ако не погледнеме на телефон или на интернет повеќе од половина час, како некоја работа нас да ни промашила. Тоа навистина е загрижувачки од една страна, но од друга страна за оние кои што го користат за работа професионално, навистина помага и ние во нашата работа или ја лично, например, ја користам интернетот секојдневно, добивам критика од непосредното обкружување, но јас сум поврзан со голем број на колеги, пријатели, роднини во земја и од странство. Имаме временски рамки и разлики во различен временски период кога добиваме информации, така да сакаме да бидеме информирани, така да многу голем дел од времето поминуваме покрај телефонот или покрај компјутерот. За жал станавме на некој начин зависни, но навистина не знаеме како да го победиме тоа и како да излеземе од таа рамка. Тоа е веројатно предмет на една поширока дискусија, веројатно и науката треба да се позанимава со тоа, но едноставно не можеме да го победиме. Тоа е реалност, тоа е потреба и еднаш кога ќе се навикнеме на тоа, тешко ние да се откажеме. Дали сметате дека повеќето од корисниците на интернет го користат за да научат нешто или еве контакти да остварат или онака од досада што се вели? Така. Она што јас можам да го забележам, интересно прашање, не се користи многу за учење, за жал. На интернетот нуди многу ресурси. Пака интернетот го кажуваме генерално, нели? Има многу ресурси од кај што може многу да се научи. Значи може да се научи, да се зајакнат своите капацитети, може и да се заработи. Но она што гледам дека и така да и ние кога имаме целни групи кај што се помлади, гледаме дека недостасува еден дел на образование за нив на кој начин може да се искористи. Така да мислам дека потенцијалот не е искористено на што се нуди од аспект на образовни можности или цели кои што би можеле да ги постигнеме. Со оглед на достапноста и функционалноста, мобилните телефони можат можно лесно да ги заменат персоналните компјутери. Па мислам дека веќе го заменува. Да, така да, еве јас кога одам на пат или било каде, јас веќе и не земам компјутер со мене, лаптоп, ја го имам телефонот. Треба да имаме само малце поголем екран, нели, за да може се да забележиме или да видиме така со еден поглед повеќе информации, така да се повеќе користиме телефонот него лаптопот. Според податоците на Државниот завод за статистика во првото тримесечие од 2016 година, 75,3% од домаќинствата имале пристап на интернет од дома, што е за 6% поени повеќе во споредба со истиот период од 2015 година. Во првото тримесечие од 2016 од вкупното население на возраст од 15 до 74 години интернет користеле 72%, а 61% го користеле секој ден или речиси секој ден. Мобилниот телефон или паметниот телефон биле најкористени средства за пристап до интернет, кај 81% од корисниците на интернет во овој период, а најмногу кај лицата на возраст од 15 до 24 години. 77% од корисниците на интернет во овој период употребиле мобилен телефон или паметен телефон за пристап на интернет надвор од дома или од работа. 19,3% од лицата кои кога било употребиле интернет нарачале, односно купиле стоки или услуги преку интернет во последните 12 месеци, а мнозинството 55% од нив купиле облека или спортска опрема. 76 лица од Тетово кои имале симптоми на грип се пријавени од надлежните служби во Институтот за јавно здравје, велат најновите податоци. Анализите на материјалите од вирусолошката лабораторија на Институтот покажале негативни резултати за присуство на грип. 76 лица од Тетово кои имале симптоми на грип се пријавени од надлежните служби во Институтот за јавно здравје, се посочува во последниот извештај на оваа установа. Во оваа сезона, заклучно со 42-та недела која се однесува на периодот од 17.10 до 23.10, пријавени се заболени лица од 11 извештајни единици. Најголем број на заболени лица регистрирани се во Центарот за јавно здравје Тетово, 76. Во подрачната единица Гостивар се регистрирани
регистрирани 15 заболени лица, а во Центарот за јавно здравје Куманово 10. Во останатите 8 центри за јавно здравје и подрачни единици кои имаат регистрирано заболени се регистрираат поединечни случаи. Во текот на 42-та недела од 2016 година во Република Македонија пријавени се 82 ново заболени на групни пријави за заболени од грип, што е зголемување за 3,6 пати во споредба со минатата недела. Во споредба со бројот на регистрирани случаи во 42-та недела од минатата сезона се бележи намалување од 40,2%. Во сезоната 2016-2017 година вкупниот број на заболени од грип изнесува 128. Во споредба со истиот период од минатата година постои зголемување на вкупниот број на пријавени случаи за 56,1%, а во однос на просекот за 10 годишниот период се регистрира зголемување од 11,6 пати. Најголем број на заболени се пријавени во возрастната група која опфаќа најголем дел од населението, од 15 до 64 години, со 88 случаи. Во текот на 42-та недела од 2016 година во вирусолошката лабораторија на институтот пристигнати се 6 материјали за тестирање на грип. Сите тестирани материјали се негативни на присуството на вирусот на инфлуенца. Од почетокот на сезоната 2016-2017 во оваа лабораторија пристигнати се 14 хумани материјали од здравствените установи, од амбулантски и болнички лекувани пациенти, кои беа тестирани негативни за присуство на вирусот на грип. Вакцинацијата против сезонски грип е најдобрата заштита. Затоа од Институтот за јавно здравје препорачуваат сите лица со хронични заболувања и лица со состојби на намален имунитет да се обратат до најблискиот центар за јавно здравје или подрачна единица за вакцинирање. Сообраќајни незгоди бележи денешниот полициски билтен. Едната настаната поради куче бездомник, а во другата возило излетало од коловоз и удрило во рекламен билборд. Две сообраќајни незгоди бележи денешниот полициски билтен. Првата се случила вчера вечер околу 23 часот на автопатот Гостивар-Тетово во близина на клучката за Жеровјане. Патничко возило Голф со словенечки регистарски таблици, управувано од 29 годишниот АВ од Добридол, налетало, удрило и усмртило куче бездомник кое неконтролирано се движело по необезбедениот коловоз, информира СВР Тетово. Од удирањето во животното нема повредени во возилото, додека вкупната материјална штета причинета во оваа сообраќајна незгода се проценува на 30.000 денари. На Тетовскиот булевар Видеос Милевски Батопак вчера попладне околу 18 часот патничко возило Голф со тетовски таблици, што го управувал 32 годишен тетовец ЕС, најверојатно поради неприлагодена брзина, загубило контрола, излетало од коловоз и удрило во рекламен билборд. Не е повреден возачот кој бил сам во возилото, а материјалната штета што ја причинил со излетувањето се проценува на 50.000 денари. Извршени увити се утврдуваат сите поединости поврзани со несреќата. Инаку според СВР Тетово над 60 на најразлични прекршоци откриени се во вчерашните сообраќајно-контролни активности спроведени на Тетовското подрачје, како континуитет на повеќемесечните засилени контроли кои се реализираат во Полог. Најбројни во нив повторно се нерегистрирани возила 11, управување без возачка дозвола 8, 5 возачи почетници и други. Констатираните прекршоци заокружени се со 29 прекршочни и 36 мандатни платни налози. Во гостиварските контроли биле откриени 20 на прекршоци кои се санкционирани со 12 прекршочни и 13 мандатни платни налози, бројки кои јасно и недвосмислено потврдуваат дека се уште продолжува сообраќајната недисциплина на ова подрачје. Дел од автопатот Гостивар-Тетово Скопје се вбројува меѓу сообраќајниците каде се случиле најголем број сообраќајки. Од СВР Тетово апелираат до возачите за поголема внимателност. Делот од автопатот Гостивар-Тетово Скопје кој го покрива секторот за внатрешни работи Тетово и годинава се вбројува меѓу сообраќајниците на кои се случиле најголем број несреќи, не сметајќи ги тетовските и гостиварските улици кои натаму остануваат најризични на овој план. Според СВР Тетово само на тетовскиот дел од автопатот во изминатите 9 месеци од годинава се случиле 114 сообраќајни несреќи со 5 човечки жртви.
Покрај сообраќајни несреќи предизвикани од животни, претежно од кучиња бездомници, на овој автопат често се случуваат и излетувања од коловоз пред се како резултат на неприлагодена брзина според условите на патот, односно пребрзо возење или непрописно пристигнување. За ваквите излетувања на возилата според возачите неретко причина плюс се и постоечките нерамнини на коловозот, кои во врнежливите денови се исполнуваат со вода и се претвораат во опасни езерца, како и бројните карпеници на асфалтната површина. На поголема брзина доволно е само мало невнимание или опаѓање на концентрацијата да изидни се овдешните возачи и веднаш возилото губи контрола, излетува од коловозната лента и завршува во блиските ниви. Поради ова секторот за внатрешни работи Тетово уште еднаш со апел до возачите да не брзаат, особено навечер и кога е врнежливо или има голомразица. Се апелира исто така возачите да се придржуваат на поставените сообраќајни знаци долж автопатот и да внимаваат да не ги пресретне некое животно, зошто жичаната заштитна ограда на повеќе места се уште не е докрај функционална и им овозможува на животните непречено да влегуваат и неконтролирано да се движат по коловозот. Рочиштето за случајот пуч во кој обвинете и лидерот на СДСМ Зоран Заев денеска повторно беше одложено поради тоа што две од поротничките немале безбедносни сертификати. Судиката во случајот Љубинка Башевска рече дека и покрај интервенцијата на судот и поднесеното барање поротничките се уште не ги добиле сертификатите. Таа судењето го одложи на неопределено време. Заев по судењето рече дека уште еднаш се покажало оти судот е на колена. Адвокатот на одбраната Филип Медарски праша зошто сведокот на СЕО, лидерот на ВМРО ДПМН, не дошол на рочиштето, но не доби одговор од судијата. Новото рочиште ќе биде закажано, како што рече Башевска, кога ќе бидат обезбедени сертификатите за поротничките. Добро, јавноста беше сведок со вашето присуство и можевте сами да видите дека ова е клекнато на колена, комплетно уништено судство. Денеска председателот на Судскиот совет и Судскиот совет покажаа пред јавноста дека немаат намера да водат правен процес, туку водат политички процес. Суштината на одлагањето се состои во неколку моментуми. Тоа е целокупна една стратегија на бандитската власт, која што има намера да го држи во живот процесот, кој што е врзан со најсуштествената тема во Македонија, е тоа кој го правел, како го правел прислушувањето во Македонија. Зошто сега се повлекува судија поротник, и зошто сега се барат нови судии, па се купува време да обезбедат безбедносни сертификати. Зошто судијата не повлече веднаш поротници судии кои што имат безбедносни сертификати. Зошто и денеска не е повикан единствениот сведок Никола Груевски да дојде на ова судско рочиште. Ова денеска, пред целата јавност, со вашето присуство, потврдува само едно. Ова македонско судство мора да биде променето. Македонското правосудство и правен систем воопшто не постојат. И тоа, за наша среќа, ќе трае уште 40 дена. На 11 декември ова завршува. Овој срам за Македонија конечно завршува. На одложувањето реагираше специјалната јавна обвинителка Катица Јанева, која ја обвини судиката за злоупотреба на службена должност. Бидејќи неоправдано година и половина се одложува рочиштето. Јанева обвини за манипулација и неколку пати ја праша судиката како не е срам, бидејќи како што рече не може да се игра со животот на обвинетите. Судот во Крива Паланка на НС му пресуди 3-месечна казна затвор за кражба на 8 тегли домашен ајвар и сладко, како и за 3 шишиња сок. Казната е условна, што значи дека во следниот период, ако паланчанецот направи исто или слично дело, ќе мора да ја одлежи. Инаку според судот во Крива Паланка, човекот е осуден за кривично дело тешка кражба. Министерството за култура соопшти дека е донесено решение за запирање на одлуката на собранието на ЗАМП со кое беше забрането емитување авторски музички дела по пат на радиодифузно емитување, бидејќи сметаат дека не е во согласност со одредбите од Законот за авторско право и сродни права. Решението на Министерството за култура со кое се укинува одлуката на собранието на ЗАМП за забрана за емитување на македонска музика стапува на сила од денот на донесување. Авторите на музички дела имаат право преку соодветна организација на колективно управување или индивидуално да забранат користење на нивните дела, но на начин и под услови кои се во согласност со Законот за авторско право и сродни права, стои во соопштението од Министерството за култура.
Ирачките специјални сили влегоа на периферијата на Мосул и напредуваат кон центарот и покрај жестокиот отпор на исламската држава која го држи градот. Според генералите на теренот, силите на исламската држава возвраќаат и се обидуваат да спречат напредување. На патиштата кои водат кон градот се поставени бомби. Ова е прв пат ирачките сили да влезат во Мосул од 2014 година, кога екстремистите на исламската држава го зазедоа градот. Данската полиција соопшти денеска дека телата на 27 годишна сирика и незините две ќерки на возраст од 7 и 9 години биле пронајдени во замрзнувач во нивниот стан во Јужна Данска. Полицијата телата ги открила во неделата во градот Абенра, откако роднина на сириката пријавил дека веќе неколку дена не може да воспостави контакт со неа. Иследниците денеска соопштија дека станува збор за убиство, но не изнесува повеќе детали. Сопругот на сириката не бил во станот и полицијата моментално трага по него. Сириското семејство пристигнало во Данска во 2015 година и добило бегалски статус. Неколку нови потреси биле регистрирани денеска наутро во централниот дел на Италија. Последниот од нив бил со интензитет од 4,7 степени според Рихтеровата скала, соопшти Евромедитеранскиот сеизмолошки центар. Епицентарот на првите три земјотреси со интензитет 3,6, 3,2 и 3,1 бил на околу 60 км југоисточно од Перуџа, а епицентарот на последното се наоѓал на 52 км од Анкона. Тие биле со длабочина меѓу 8 и 10 км. Нема информации за жртви или материјална штета. Илјадници јужнокорејци изминатите денови преку протести бараат оставка од председателката Парк Гуен-хе, откако во јавноста излегоа информации за незината блиска соработничка Чои Сун Сил, скандалозна личност поврзана со една религиозна секта. Преку транспаренти насловени кој е вистинскиот председател и нашите деца не може да растат во една ваква земја. Јужнокорејците бараат Парк да се повлече откако таа им нареди на 10 своји помошници да дадат оставка поради скандалот што се очекува да има големо влијание врз председателските избори закажани за следната година. Денес имавме претежно сончево време со локална облачност. Утринските температури се движеа од -2 до 4 степени, а дневните од 5 до 13 степени. Утре не очекува студено утро и појава на умерен мраз, а преку денот ќе преовладува сончево време. Утринските температури ќе се движат од -4 до 2 степени, а дневните од 8 до 15 степени. Дојдовме и до крајот на ова издание на регионалните вести. Ви благодариме што и овој пат бевте со нас. Пријатно!